се да биде во најдобар ред се погрижи Фудбалскиот сојуз на Македонија и Министерството за внатрешни работи, па обезбедувањето ќе биде оптимално за една ваква приредба. Веруваме дека и се ќе биде вред, дека спортски ќе се навива, а тоа е пораката и од фудбалерите и од членовите на стручните штабови на двете екипи. Нема причина да биде така. Слога Југомагнат настапува во овој состав. Број 1 на голот Јовчев, 2 Арис, 3 Солакови, 4 Омерагис, 5 Здравевски, 6 Абази, 7 Мишердовски, 8 Менеди, беше неизвестно неговото учество во екипата, сето пред малку, со број 9 Петај, 10 Бегановиќ, 11 Мустафи. И еве ги екипите се појавуваат на теренот. Да го проследиме, мислам дека има време до интонирањето на химната и составот на Вардар. Првите 11 што ги изведе тренерот Кочо Димитровски. На голот ќе биде капитенот на Вардар Муарем Зекир, број 13 Ључев, број 2 Јовановски, 4 Стојанов, 5 Аломеровиќ, 16 Караджов, со број 20 Ефтимов, 10 Георгиевски, 9 Трајчов, 18 Шакири, 11 Аврамовски. Тренер Кочо Димитровски. Во екипата го нема Крстев, кој паузира поради 3 жолти картони. Да кажам и тоа дека главен судија на овој меч ќе биде Љубомир Крстевски од Битола. Ќе му помагаат Делко Јакимовски и Емил Божиновски од Скопје. Четврти судија ќе биде Лазар Митровски, а делегат на овој надпревар Диме Каровски од Кавадарци. Одиме на центарот, сега почнува надпреварот, почнува финалето, го слушнавме Кочо Димитровски, шефот на стручниот штаб на Вардар. Ѓоре Јовановски суеверен, на крајот ќе го каже својот збор. Во црвени дресови фудбалерите на Вардар, тие го имаа почетниот удар и тоа беше нивната прва акција. Одекнуваат овде петарди од десната страна на трибината каде што се навивачите на Слога Југомагнат. Вардаровите комити имаат развиорено таму црвени знамења на спротивната страна. Создаден е еден убав амбиент и времето е пријатно. Илчо Георгиевски се подготвува да го изведе овој удар. Тројца фудбалери на Слога Југомагнат во живиот зид. Крстевски бара зидот да се помести наназад на она потребна далечина. Георгиевски, тоа беше навистина убав удар. Ова беше прекрасен шут на Шакири и одлична одбрана на Гого Јовчев. Значи дополнителни 2 минути во ова прво полувреме. Солаковиќ, прекрасен удар, можеше да биде изненаден Зекир. Четврти корнер и за Вардар. 4-4 во корнери, 0-0 е резултатот. Аврамовски, Караджов, Георгиевски, Начевски, шанса за Вардар и гол, Трајчов. Трајчов конечно по многу напори во 66-та минута го постигнува водството на Вардар. Вардар води со 1-0 против Слога Југомагнат. Тоа беше една брза акција на вардарците во одушевување на јужната трибина, каде што претежно се наоѓаат навивачите на Вардар. Тие одамнешни времења се навикнати да доаѓаат оваа јужна трибина. Еве како изгледаше сето ова. Начевски, интервенција на Јовчев, се фрли Трајчов пожртвувано и ја погоди целта. Трајчов стрелец на голот. Вардар води против Слога Југомагнат во секото финале на Купот на Македонија со 1-0. Тоа беше 56-та минута од надпреварот. Го видовте уште еднаш овој погодот на Трајчов. Омерагис,
во второто полувреме не го забележуваме многу. Мемеди прекрасен центар шут до Фета и убав удар, но видовте над преската. Пред голот е Мисердовски, Фетај, доаѓа Јарис. И да видиме како ќе заврши сето ова, можеше да биде опасно. Аврамовски ја зафати топката и даде едно ефе, а шутираше Абази. Можеше да биде изненаден Зекир. Уседнак ќе го видиме овој момент, страотен удар на Абази. Аврамовски постави нога и имаше среќа таму. Петчик Шакири до Трајчов и нема гол. Да, во завршницата на преварот, уште 2-3 минути од оние регуларни 90. Трајчов, Јовановски, Шакири одлично му ја препусти топката на Начевски. Мемеди може да биде опасен, има силен шут и прецизен од далеку. Сакаше да излови тука прекрсо Харис, но судијата Крстевски не наседна на неговата симулација. Шанса сега на другата страна, Шакири влегува во 67 пати гол. Во продолжението 3 минути Шакири 2:0. Сега веќе може да се каже дека е ова уверлива победа на Вардар во финалето против Слога и Југомагнат и се постигнува истиот резултат како и минатата година. Тогаш стрелци беа Крстев и Здравевски, овој пат Трајчов и Шакири. Ја бележиме 90-та минута, инаку ова се случи во 91-та на почетокот од 92-та минута. Радост за вардаровите навивачи овде на градскиот стадион во Скопје, а навивачите на Слога и Југомагнат не отвораат ни уста, туку полека забележувам таму од последните редови оние веќе го напуштаат стадионот. Ја гледате акцијата на Шакири, реков дека премногу искрча, делуваше изморено, но сепак собра сили во овој последен можеби свој напад, да ги покаже сите своји напаѓачки квалитети, сите своји фудбалски знаења и постигна на вистина еден убав гол. Водство на Вардар од 2:0, а сега од Чадот, кој како магла се крева над теренот, тешко може да се пронајдат и нашите камери. Видливост е значително намалена, до веќе се е готово, се е решено. Забележувам ќе биде доделен нов жолт картон таму. Тоа веќе не е ни битно. Ова е завршица од финалето, доаѓа крајот, Вардар е победник во купот. Ова ќе биде четврти триумф на фудбалерите на Вардар во 7-те куп на превари. Одекнуваат аплаузи од сите страни. Маглата, поточно Чадот се крева. Видливоста е добра. И еве во овој момент крај на преварот, во меѓувреме додека се креваше она магла, Аломеровиќ доби црвен картон, беше исклучен, но се беше веќе завршено, крај на преварот. Вардар е победник во купот на Македонија. Ова беше 7 финале. Фудбалерите на Вардар ја совладаа Слога Југомагнат, со кое што по трет пат се среќаваат во финалните на превари со 2:0. Постигнат е истиот резултат како и минатата година. Стрелци на головите Трајчов во 66-та минута и Шакири во 90-та минута. Еве го моментот кога ќе биде предаден и победничкиот пехар во рацете на капитенот на Вардар Муарем Зекир. Ова е нов триумф на вардаровите фудбалери, четврти во историјата на купот на Македонија. Да повторам уште еднаш, првиот триумф 93-та, вториот 95-та, третиот 98-та
и четвртиот триумф во ова 99-та година, и тоа во мечот со минатогодишниот противник, екипата на Слога Југо Магнат, која беше совладена со ист резултат од 2:0. Еве сега фудбалерите на Вардар трчаат кон трибината каде што се наоѓаат најверните навивачи, комиците, некои од нив успеаја таму да се преформат и преку оградата, да дотрчаат, да ја прослават победата со своите миленици, да дојдат, ако можат, и до пекарот, и ова е навистина една пријатна гледка. Вардарците сами си го создадоа овој амбиент со играта, особено во второто полувреме и со двата гола, стигна до ова славје и до ова радост.